Ако цената на струјата продолжи да расте, а владата не помогне, неминовно е покачување и на водата. Уште еднаш денеска преку соопштение предупредија од Сдруженијето на даватели на комунални услуги Атком. Подсетуваме дека на 18 јули Атком јавно побара средба со представници на владата на кој ќе се разгледа можноста за субвенции и поддршка на предпријатијата, кои имаат неколкукратен раст на трошоците предизвикани пред се поради енормниот раст на трошоците за електрична енергија. Со продолжување на оваа состојба во која се наоѓаат јавните комунални предпријатија се доведува во прашање квалитетот на услугите кои ги овозможуваат за граѓаните, како и нормалното обстојување на самите предпријатија кои обезбедуваат работа за повеќе илјади семејства. Се вели во соопштението. Јавните предпријатија од регионот се категорични дека во последните неколку месеци се соочуваат со невидени проблеми и неможност нормално да функционираат. Со оглед на тоа што јавното предпријатие веќе од јануари месец е корисник на електрична енергија со високи цени, ние на тој рок од 8 месеци се одржуваме како што знаеме и умееме, штедиме, ги сервисираме нашите обврски, но и покрај тоа што преку Атком поднесовме иницијатива на 18 јули до владата на Република Македонија за средба, односно да се разговара за некаква помош на јавните предпријатија и регулирање на цената, досега нема одговор и како што кажав, на краток временски период ќе се одржуваме, ќе ги сервисираме услугите, но доколку продолжи овој тренд со покачување на цените на електрична енергија и другите енергенси и репроматеријали, прашање е до кога ќе можеме ние да издржиме. Поради зголемената потрошувачка на вода во летните месеци и зголемената работа на помпите за вода, секако дека зголемена е потрошувачката на струја. Тоа секако значи и повисока сметка за струја која го оптеретува и така тешкото финансиско функционирање на јавните предпријатија. Ние како и останатите јавни предпријатија, членови на Атком, бараме од владата помош со која би можеле полесно да ги покриеме зголемените трошоци на струја и нафта поради нивното покачување на цената. Доколку итно не им се помогне, комуналните предпријатија уште еднаш ја повторија заканата за покачување на цените на услугите, како единствено решение за излез од ситуацијата. Доколку не се изнајде одржливо решение и владата не помогне предпријатијата кои ги обезбедува Атком, ќе мора да пристапат кон изготвување на ревизија на цените по кои моментално ги испорачуваат услугите. Уште еднаш апелираме на средба со владата на која ќе се дискутира за конкретна поддршка на јавниот сектор. Се наведува во соопштението од Атком.